Како што кажав и во мојата дискусија по однос на заемот од Светска банка, така и сега ќе повторам и ќе ви честитам дека станавте експерти по однос на заеми и финансиски поддршки, што на народен јазик би му дошло дека благодарение на вас просиме и бараме милостина од кај што ќе стасаме, при тоа злоупотребувајќи ја добиената помош или не реализирајќи ја во целост и онаму каде што е наменета. Сличен е и случајот и со овој предлог на закон кој се однесува за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани, а за справување со енергетската криза. Убав е насловот на овој предлог, ама она што со него е предвидено, односно условите, селективноста и дискриминацијата на македонските граѓани по разни основи, е тема за која што ние како пратеници и представници на нашите гласачи и сограѓани жестоко реагиравме и реагираме. Имено, со овој предлог на закон, чија вкупна вредност изнесува околу 18 милиони евра, предвидена е финансиска помош од следниве износи и за следниве категории граѓани. 4 месеци по 3000 денари да земаат корисниците на право на социјална сигурност на стари лица, корисниците на посебен додаток, корисниците на правото на надоместок заради попреченост, корисниците со попреченост и трајни промени во здравствената состојба кои користат надоместок за помош и нега на друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост, без потреба од контролен преглед, и самохраните родители на деца до 7 години кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош. Понатаму 4 месеци по 1500 денари или по 750 да земаат пензионерите со пензии над, односно под 11.250 денари и 4 месеци по 750 денари да земаат корисниците на право на надомест за лица со телесно оштетување. На Комисијата за финансирање и буџет, кога се разгледуваше овој предлог на закон, на истиот пратениците на мнозинството имаа поднесено 3 амандмани, а ние како пратеници на опозицијата поднесовме вкупно 6 амандмани. И воопшто не оставам во никаква дилема македонската јавност, сите амандмани на власта беа усвоени, а нашите сите одбиени. Двата усвоени амандмани на власта се однесуваа за правото на финансиска поддршка да го имаат и пензионерите кои се државјани на Република Македонија, а примаат странски пензии, што ниту за нас не беше спорно и гласавме за, бидејќи сметаме дека на секој граѓанин на Република Македонија во ова тешко време му е добредојдена секаква, па и ваква минимална помош. Јас лично најмногу се изреволтирав на лицемерието кај пратениците од мнозинството, кога го предложија нивниот трет амандман, кој самите си го изгласаа, бидејќи ние немавме намера да учествуваме во нивните пиши-бриши политики. Еве зашто се работи. Со предлог законот, чии што предлагач е Министерката за труд и социјална политика, беа предвидени по 750 денари за пензионерите со висина на пензии меѓу 11.526 и 14.000 денари и по 1.500 денари за пензионерите чии што пензии не се поголеми од 11.525 денари. И сега пиши-бриши политикантите со амандман предложија прекин или менување на оваа ветена мизерна помош во случај на зголемување на висината на пензиите, што секако би требало да се случи во текот на тие 4 месеци, а согласно швајцарскиот изум на оваа криминална власт. Крајно подценувачки и деградирачки ова уценување на пензионерите и нивното ускратување на мизерната помош од 750 денари месечни, ако знаеме и самите сведочиме дека со нив може да се помине само еден единствен ден и тоа само со основни прехранбени производи, без никакво овошје, десерт или зеленчук. Значи, ако им се накачат пензиите, а ќе им се накачат, тогаш пензионерите или нема да ги земат овие ветени 750 денари, или од ветените 1500 ќе примат само 750. Што се однесува до нашите амандмански предлози, тие беа следни. Да се намали бројот од 9 на 7 членови на комисијата која ќе одлучува по поднесени приговори за финансиската поддршка. Рокот за одговор на комисијата од 15 да се скрати на 10 дена и рокот за поднесување на приговор да се зголеми од 3 на 5 дена. Одбиено.
Предложивме сите самохрани родители да добијат финансиска поддршка без ограничување во возраста на нивните деца, понатаму финансиска поддршка да добијат и сите активни баратели на работа, а не само стечајците, понатаму децата без родители и родителска грижа, средношколците и корисниците на гарантирана минимална помош. Одбиено. Предложивме секогаш во услови на прогласена вонредна или кризна состојба да се обезбедува ваква финансиска поддршка, а не само за период од 4 месеци. Одбиено. Значи, се што ние предложивме беше одбиено и со образложение дека нема доволно предвидени средства. Дека средства има. Тоа го говори пак нашиот амандман поднесен на предлог одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите, кој исто така беше одбиен. Со него ние предвидовме не 18 милиони евра, туку плюс 27 милиони евра за оваа финансиска поддршка. Предложивме следна прераспределба. Ставката 425 од владата, која се однесува на договорни услуги, да се намали за 10 милиони денари. Од службата за општи и заеднички работи да се скратат 12 милиони денари, кои биле наменети за други градежни објекти и за изградба и реконструкција на административни згради. Да се скратат 3 милиони денари од Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, кои биле наменети за договорни услуги повторно. Понатаму, за 75 милиони денари да се намали ставката за други тековни расходи од Министерството за финансии и за 10 милиони денари да се намали ставката за разни трансфери од Министерството за транспорт и врски. Можете да забележите, значи се работи за оние најсомнителни ставки кои што секогаш се подложни на злоупотреба, а тоа се разни трансфери и други тековни расходи. Сумарно предложивме да се обезбедат средства во висина од плюс 1 милиарда и 460 милиони денари, а за финансиска поддршка на граѓаните и на стопанството. За жал, овој амандман е одбиен од страна на мнозинството, а за уште поголема жал, на Комисијата за финансирање и буџет, замислете, кога се расправаше за финансиска поддршка кон пензионерите, средношколците, невработените, самохраните родители и лицата корисници на социјална помош, беше присутен само заменикот министер за труд и социјална политика, што доволно говори за заинтересираноста на министерот за финансии, министерот за образование и наука и министерката за труд и социјална политика за маката на нивните опфатни групи кои се дел од нивните политики. Немам што повеќе да додадам или одземам, освен да констатирам дека со месечна помош од 750, 1500 и 3000 денари, граѓаните на Република Македонија, особено ранливите категории, можат само во едно да бидат сигурни, а тоа е дека оваа влада нималку не чувствува одговорност за нивната сиромаштија и борба за гол опстанок и дека оваа влада нималку не се става во нивната положба. Едно време истите овие представници на владата која тогаш ја предводеше ВМРО ДПМН пред зградата, се сеќавате, оставаа чевли во знак на символ дека граѓаните се исцелувале од лошите услови. Дали може би сега истите граѓани треба да ве одведат во маркетите за да им купите храна за цел месец со вашата помош од 750 денари месечно, или треба да ви ги остават сметките за електрична енергија, па вие да им ги плаќате со оваа минимална помош? Крајно сте неодговорни и не може од вас да се очекува да не спасите од оваа криза, затоа што само заради вашата негрижа и неработа стасавме дотука. Наместо да ветувате следни пакети со следна помош, најдобро еднаш за секогаш да си заминете и да не спасите сите нас, ама особено осиромашените граѓани. Крај со крај врзуваат, додека вие ја игнорирате нивната мака. За ова еден ден мора и ќе следи одговорност, затоа што вие од кризите профитиравте, а граѓаните ги доведовте до питачки стап. Засрамете се и отстапете на некој кој искрено ќе работи, ќе се труди и ќе сработи во полза на своите сограѓани. Ви благодарам за вниманието.